Добро, почитувани медиуми, денес пратеничката група на ВМРО-ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија ја напушти работата на Комисијата за одбрана и безбедност од причини што на самата седница беше предложен дополнет дневен ред со точка усвојување на извештај од Законодавно-правната комисија во врска со усвоени амандмани на Законот за следење на комуникации. Да објаснам накратко зашто стане ова збор. Откако парламентарното мнозинство и раководството на собранието една година го блокираше ангажманот на технички експерти за Комисијата за следење на комуникациите, со образложение дека треба измени на законот, па потоа види дека нема потреба од измени на законот, се дозволи Комисијата да отпочне процедура за ангажман на технички експерти. Комисијата спроведе транспарентна постапка со кој избра технички експерт, настапија со втор механизам за блокада, а тоа е непотпишување на договорот за ангажман на техничкиот експерт. Тука беше навистина втората блокада со која навистина парламентарниот надзор не можеше да функционира онака како што е замислен. Во меѓувреме излегоа и доста проблеми од законодавен аспект со кој требаше се регулира работата на граѓанскиот совет за надзор над службите за безбедност. По неколку кратко преговарање помеѓу опозицијата и мнозинството во собранието, решението го најдовме во измени на Законот за следење на комуникации, двотретински закон, кој беше предложен во собраниска процедура, потпишан од пратениците на ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ. Законот доби поддршка со над 80 пратеници во прво читање на пленарна седница, без ниту еден против, ниту еден воздржан глас. Исто така законот беше едногласно усвоен и на Комисијата за одбрана и безбедност. Меѓутоа тука настана повторно блокада на истиот закон, за да сега бидеме изненадени со поднесени амандмани од мнозинството кои што во комплет го дерогираат веќе усогласеното решение. Ова е втор пат двотретински закони од областа на одбраната и безбедност СДСМ на ваков лукративен начин да пробува да ги измени во нивна корист. Ќе се сетите и вие и јавноста дека при носењето на Законот за Агенцијата за национална безбедност, тогаш неколку пратеници од СДСМ поднесува амандман на закон предложен од Оливер Спасовски. Денес неколку пратеници на СДСМ поднесува амандмани предложен закон од Костадин Костадинов. Се прашуваме дали во процесот на преговарање или во процесот на гласање во собранието СДСМ не бил искрен кон јавноста и кон опозицијата. Зошто требаше во прво читање да добие двотретинска поддршка, за да потоа овој закон се минира преку амандмани. Јавноста во Македонија не памети во 30 годишното парламентарно искуство да двотретински закони, усогласени помеѓу политичките партии, бидат минирани преку амандмански интервенција. Ова само го покажува демократскиот капацитет на СДСМ и нивните коалициони партнери да усогласуваат закони кои што не случајно законодавецот ги нормирал како двотретински закони. Смислата на двотретинските закони е да ја добијат пошироката општествена и политичка поддршка. Исто така, ова го покажува вистинското лице на СДСМ, дека сака да владее самостојно, сака да задржи парламентарен и граѓански надзор, кој што, слободно може да кажам, е во рудиментирана форма. Постои страв од поквалитетен парламентарен и граѓански надзор. Овој закон беше последната надеж да се деблокира работењето на Комисијата за надзор над посебната истражна мерка следење на комуникации и работењето на граѓанскиот совет. Кога сме кај граѓанскиот совет, и овде СДСМ има лицемерен однос, бидејќи од една страна му овозможија огромен буџет за неговото работење. Граѓанскиот совет годишно ќе има на располагање 9 милиони денари, од кои 7 милиони денари. Со предлог законското решение се предлага месечен надоместок за член на граѓанскиот совет и до 50.000 денари. Меѓутоа, во пракса, било какво
писмо или интервенција до граѓанскиот совет ќе го проследува до Комисијата за следење на комуникации и таа ќе ги проверува фактите во институциите, односно во службите за безбедност. Значи, ако градиме граѓански надзор, ВМРО ДПМН предлага да се има доверба овие луѓе, ни се даде одврзани раце, бидејќи имаат солидна финансиска конструкција, да можат и самостојно, без комисијска контрола, да извршат увид во службите, да не бидат зависни од контрола на комисијата. Зашто во иднина граѓанскиот совет ќе се претвори само во препраќач на поплаките кои што евентуално ќе стигнуваат до граѓанскиот совет. Идејата да беше, кога се формираше граѓанскиот совет, граѓаните преку граѓанскиот совет самостојно да можат да вршат надзор во службите за безбедност. Впрочем, ова мнозинство самото го избра граѓанскиот совет и не е добро да гради ваква недоверба кон оваа тело. Затоа ние реагираме на ваков начин, најпрви ради непринципиелното минирање на самиот закон, кој што заеднички го поднесовме во собраниска процедура, а понатака и за дерогирање на парламентарниот и на граѓанскиот надзор. Се надеваме дека ќе дојдат времења кога ќе разговараме за поквалитетен надзор, бидејќи граѓаните го бараат тоа, бараат заштита на елементарните човекови права, односно да имаат сигурност дека службите за безбедност нема повторно да направат одредена хаварија како што паматат нашите граѓани во историјата зад нас. Ви благодарам, ако има прашање на темата, слободно. Ние навистина немаме механизми како да ја деблокираме ова состојба. Единствено решение беше да се убедиме со мнозинството да го креираме овој закон и заеднички да го изгласаме. И така направивме. Го креиравме законот, го изгласавме заеднички во прво читање, меѓутоа со усвојањето на амандманите комплетно се менува суштината на законот и тој во ваква форма нема да ја добие поддршката на опозицијата, значи нема да помине во собранието. На тој начин ќе бидат блокирани и изборот на техничките експерти за комисијата, а исто така ќе биде и прилично обременета и работата на граѓанскиот совет. Со еден збор ќе имаме релативно слаб надзор и од парламентот и од граѓанскиот совет. Ние сакавме да отвориме и други теми. Една од тие теми е, да речеме, сегашниот закон нормира дека комисијата и граѓанскиот совет имат право да гледаат исклучиво анонимизирани судски наредби. Значи, ние кога одиме во надзор, не го гледаме бројот и собственикот на телефонот, гледаме само анонимизирана судска наредба. Значи, ниту комисијата, ниту граѓанскиот надзор не е способна во моментот да одговори на НН лице дали неговиот број легално или нелегално се слуша. Нешто што во иднина ќе биде пракса, нешто што е пракса во останатите земји од ЕУ и НАТО. Меѓутоа, наместо да го надградуваме законот, наместо да се подобрува надзорот, имаме ситуација да и овие законски решенија се дерогираат на еден ваков лукративен начин. Значи, и ради двете, и проширениот дневен ред со амандманите кои што се предлагаат, бидејќи непринципиелно е партиите да имаат усогласувања, неколку средби, не неколку повеќе средби, да договорат закон, да го подпишат и пуштат во собраниска процедура, да го изгласаат во прво читање и сега амандмански да се интервенира со решенија кои што комплетно ја рушат смислата на законот. Ви благодарам.